Најмоćната жена во Северна Кореја. Моćната сестра на Ким Џонг-ун беше забележана во Русија како дел од севернокорејската делегација, додека присуствуваше на самитот што нејзиниот брат го одржа со рускиот претседател Владимир Путин. Ким Јо Јонг, најмладото дете на вториот врховен водач на Северна Кореја, Ким Јонг Ил, беше фотографирана при пристигнувањето на рускиот космодром, откако патуваше со Ким со воз од Пјонгјанг. Нејзиниот животен и политички подем, како и врската со нејзиниот брат, привлекуваат големо внимание ширум светот. Ким Јо Јонг и самата е висок политичар од Северна Кореја, која служи како заменик директор на оделот за публицитет и информации на Работничката партија на Кореја. Но некои аналитичари сугерираат дека таа е можен наследник на Ким, актуелниот врховен лидер на земјата. Таа со текот на годините разви страшна репутација, а некои дури ја гледаат како извор на моќ зад Ким. Во минатото, Јо Јонг, за која се веруваше дека има 35 години, играше важна улога во поддршката на нејзиниот брат, но се појавуваше само зад сцената. На фотографиите објавени од официјалната новинска агенција на Северна Кореја, таа често се гледа на официјалните настани, но секогаш се грижи да оди неколку чекори зад својот брат. Јо Јонг беше главно скриена од очите на јавноста со децении за време на нејзиното детство. Светот првпат почна да ја забележува во 2011 година, кога беше видена за време на погребот на нејзиниот и таткото на Ким, Ким Џонг Ил. Додека нејзиниот брат беше на лекување во октомври 2014 година, беше пријавено дека таа ги презела владините должности на место него, а следниот месец беше именувана за прв заменик директор на моćниот одел за пропаганда и агитација на партијата. Во 2018 година заминува во Јужна Кореја на зимските олимписки игри, прв пат член на владејачката династија Ким да ја посети оваа земја. Нејзините акции пораснаа во странство во 2020 поради гласините за здравјето на нејзиниот брат, а некои сугерираат дека таа е можен наследник во случај на Ким Џонг-ун. Ваквите гласини се зголемија дури во август истата година, кога беше објавено дека диктаторот наводно е во кома. Една година подоцна по очигледното закрепнување на Ким, таа беше издигната во најмоćното тело на нацијата, Комисијата за државни работи. Во неколку наврати им се закани на Америка и Јужна Кореја со нуклеарно оружје.